7 лица заболеле изминатата година од туберкулоза во Струмица, а само еден случај е регистриран во првото тромесечие оваа година. Социјално ранливите лица, со минимум хигиенски услови за живење, лицата со слаб имунитет пропратен со болест од типот карцином, шекер во крвта и други, а најмногу ХИВ позитивните лица, остануваат најчестата мета на заболување од ова заразна болест. БСЖ вакцината, како што велат и лекарите, е епохалното откритие со кое болеста буквално е сведена на минимум. Но сепак, ретките случаи на заболување не се катастрофални, бидејќи не само на светско ниво, туберкулозата успешно се лекува и кај нас. Значи, туберкулозата во последно време не е болест од која што ние би требало од докторите да се загрижиме со нивната бројка на туберкулоза, меѓутоа секогаш треба да мислиме на туберкулозата и можам да кажам дека последните години туберкулозата за среќа е во опаѓање. Конкретно на територијата на општина Струмица, значи се движи ново откриени болни на туберкулоза, може да имаме и релапси, повторување на пациенти кои што имаат веќе диагностицирана туберкулоза, е 14 пациенти. Можам да се пофалам со една бројка, значи минатата година сме имале 7 ново откриени болни од туберкулоза, а за овој квартал до месец март имаме само еден ново откриен пациент. Значи, сето тоа ни зборува дека профилаксата всушност на туберкулозата на територијата на Република Македонија е доста успешна. Светот деновиве го одбележува денот за борба против туберкулозата. Се погласни се и лекарите, вакцината која е задолжителна кај децата да не се избегнува, со што ќе се спречи или сведе на минимум појавата и ширењето на болеста. Годишно со туберкулоза се заразуваат 9 милиони лица, а 1,5 милиони од нив умираат. Останатите со носители на бактеријата во скриена форма, со постојана закана да премине во активно заболување. Се проценува дека 1/3 од светското население е инфицирано со туберкулоза, а активните случаи тешко се диагностицираат.